Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Симеон Зилот, преподобниот Јоаким Крчовски и преподобната Исидора Јуродива. Светиот апостол Симеон Зилот еден е од 12 големи апостоли, родум бил од Кана Галилејска. На свадбата му дошол Господ Исус со мајка му и со учениците. Кога снемало вино, Господ ја претворил водата во вино. Видувајќи го ова чудо, младоженецот Симон ја оставил куќата и родителите и невестата, па тргнал по Христа. Зилот значи ревнител, а ревнител Симеон е наречен поради својата голема и огнена ревност кон Спасителот и неговото евангелие. По приемот на Светиот Дух, Симон отишол на проповед на Евангелието во Мавритинија во Африка. Бидејќи успеал мнозина да обрати во верата Христова, бил мачен и најпосле на крст распнат како и неговиот Господ, кој му подготвил венец на славата во бесмртното царство. Спаси Распнися Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святија Троици, спрославляеми Отцу
Преподобниот Јоаким Крчовски, просветител и учител за Христовата правда и Божите заповеди. Најпрвим бил женет свештеник и имал 3 синови, од кои 2 станале свештеници. Откако останал вдовец, се замоначил во Осоговскиот манастир. Се упокоил мирно во 1820 година. Преподобната Исидора Јуродива живеела во 4 век и била монахиња во женскиот манастир во Тавенисиот. Се правела луда за да ја скрие својата доблест и својот подвиг. Ги работела највалканите работи. Се хранела со остатоците од садовите. Го услужувала секого и сите. И била презирана од сите и од секого. Во тоа време ангел Божи му ја открил на големиот подвижник Питирим тајната за Исидора. Питирим дошол во женскиот манастир и кога ја видел Исидора, тој и се поклонил доземи. Така и таа нему. Тогаш сестрите му кажале на Питирима дека таа е луда. Вие сте луди, одговорил Питирим, а оваа е поголема пред Господа и од мене и од вас. Јас само го молам Бога да ми го даде и мене она што ќе ја на неа наменето на страшниот суд. Тогаш сестрите се засрамиле и ги замолили и Питирима и Исидора за прошка. Од тогаш сите почнале да ја укажуваат на Исидора почест, а таа, за да ја избегне почеста од луѓето, избегала од манастирот и умрела на непознато место околу 365 година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.